се наоѓаме во селото Крошоради, кој е едно од најбајите села во Егејска Македонија, се наоѓа некаде 10 км од македонско-грчката граница и ово по таткова линија родното место на македонскиот премиер Никола Груевски. Во изминатите неколку години, почитувани гледачи, имавме неколку јавувања или имав безброј писма со две прашања, како прво дали во ова село се наоѓа споменикот на Никос Груевс, грчкиот војник Никос Груевс, и какви се релациите или роднинските врски на Никос Груевс со македонскиот премиер Никола Груевски. Во изминатите неколку недели, не неколку пати, почитувани гледачи, се обидовме да идеме тука во селото Крошоради и да ја провериме веродостојноста на таа приказна за грчкиот војник Никос Груевс. Првиот пат не успеавме да влеземе бидејќи бевме вратени од грчката граница поради немање соодветна дозвола. Вториот пат еден од нашите сниматели ги заборави личните документи. Денес на 3 јуни некаде околу 13 часот по македонско време додовме тука во Крошоради да ја провериме целата таа приказна. Клучното прашање, почитувани гледачи, кој треба да го одговориме ова наша емисија е дали тој споменик што се наоѓа веднаш позади нас е споменикот на Никос Груевс, на храбриот грчки војник, и какви се неговите роднински релации со господинот Никола Груевски или денешниот македонски председател. Господине Петре, вие сте од селото Крошоради, кој е едно од убавите македонски села во Егејска Македонија, каде 10 км од македонско-грчката граница. 3 км, не 10. Вие бевте поранешен коџобашија на ова село, во неколку мандати. Пред 12 години. За нашата приказна е интересно дека ова село е родното место на македонскиот премиер Никола Груевски. Дедо ми туа беше од Сетина дедо му, а мајка му беше домазите Крошодари. Значи дедо му е роден И живеа туа. Значи колку што ве разбирам, неговиот дедо е роден во селото Сетина, ама е оженет со бабата Никола Груевски и дојден тука домазет да живее во селото Крошоради. И живеа на Крошодари. Значи тука во Крошоради. Крошодари. Дедо му загинува во 1940 година како грчки војник во грчко-албанската војна. На албанската војна, тохај. Еве, почитувани гледачи, и слободно самите може да прочитате и самите може да видите. Тука пише дека овој споменик е посветен на луѓето кои 1940 година загина храбро борејќи се за грчката држава. И тука меѓу 11 споменати имења е името на Никос Груевс. Помалку и се избледени буквите, помалку се излижени буквите, меѓутоа јасно може да се прочита Груевс Никос. А тоа е дедото на македонскиот премиер Никола Груевски, кој како грчки војник храбро се борел за грчката држава и некаде 1940 година загинал пред да биде роден таткото на македонскиот премиер Никола Груевски. Тука се некои 5-6 луѓе од селото Крошоради кои загинуваат таа 1940 година, меѓу нив и Никос Груевс. Таа година 6-7 луѓе се загина на бојо. На големо жалење на патриотите, на големо радување веројатно на предавниците на Република Македонија, како што денес омилено се нарекуваат луѓето во Република Македонија страна на владечката гарнитура. Тој храбар грчки војник Никос Груевс де факто бил дедото или таткото на македонскиот премиер Никола Груевски и тој храбро загинува борејќи се за грчката држава 1940 година. Што ќе рече, почитувани гледачи, дека тие шпекулации на грчките медиуми се покажаа како потполно точни и дека тој патриотизам на македонскиот премиер Никола Груевски може би влече корени од неговиот дедо кој храбро загина за грчката држава. Има ли уште роднини тука македонскиот премиер? Има, значи има и куќата има и роднина има. Живее некој во куќата? Живеат. Според некои информации, пред да стане премиер Никола Груевски има дојдено тука во селото Крошоради, се има видено со луѓето, значи се уште има роднини тука во ова село. Татко му дојде. Имаме пиено и кафе. Ама Никола не знам ако дојде туа. Во изминатите 4 или 5 години, почитувани гледачи, постојано велат дека Никола Груевски е најголемата грчка инвестиција на македонската политичка сцена. Многу минодас веројатно не верува на тие мои зборови. И ако и денес не верувате на тие мои зборови, на тие мои кажувања, тога сетете се во чие време ко министар за финансии беа најголемите грчки инвестиции во Република Македонија, во чие време беше продадена Стопанска банка, беше продаден Житолукс, беше продаден Мермерниот комбинат или беше продадена Окта. И тука се поставуваат две клучни прашања: каков македонски патриот сте вие ако вашиот дедо така храбро загинал за грчката држава и бил храбар грчки војник, и како второ, каков голем патриот македонски сте вие ако ја продадете македонската економија во грчки раце? Ние го видовме споменикот, значи во таа војна од 1940 година има некаде 6 или 7 луѓе тука од селото Крошоради кои се загинати во таа грчко-албанска војна. Заедно со 4-5 мина од Крошодари, Петканис, Лазаридис, Клопцис, беше и Никос Груевски. Дедо му на Груевски. Колку што можеме да видиме тука во школото има кренато еден споменик и дека грчка држава и ден денес се уште им изразува една голема чест, еден голем респект на тие луѓе и тие храбри грчки војници кои што пишат таму кои храбро загина за грчката татковина. Грција му направи една мнемио се веле по грчки.
и Споменик. споменик. По грчки мнемио. И секој и кој се октомбер го служат. Значи секој октомври, И кој се 28 октомври значи 28 октомври, значи го слават. го слават Тога значи се смета како ден на загинувањето на тие луѓе. на тие луѓе. Значи грчката држава и ден денес значи се уште им прави чест на тие луѓе. кои Секоја загинаа. година, секоја година. Значи секоја година. Ние полека го напуштаме селото Крошориди, кој се наоѓа некаде на 10 км од македонско-грчката граница. Полека го напуштаме овој споменик посвета на храбрите грчки војници. Меѓу нив и Никос Грујос, дедото на македонскиот премиер Никола Груевски, кој храбро загина борејќи се за грчката држава 1940 година, а вас, почитувани гледачи, 2 дена пред изборите, ви упатуваме пораката дали патриотите, кои всушност ве лажи изминатите 5 години, се вистинските патриоти и бранители на македонската кауза.